Јас би рекол дека македонското општество живее се уште низ траумата која ја доживеа во текот на 11 годишниот режим и мислам дека многу подолго време ќе ни треба да се залечиме од траумите кои ни ги нанесе тој режим, отколку што дури најдобрите оптимисти, најголемите оптимисти би го предвиделе тоа. Мораме да знаеме дека на македонското општество му беше нанесен суштински решавачки удар и на страна од заробената држава ние имавме многу долго време и заробено општество. Имавме толку време заробено општество што би рекол дека ние веќе немаме ни општество, дека треба одново да почнеме да градиме некои основни вредности кои во едно општество би можеле да бидат побарани како некој основен постулат за воопшто да се движи нешто во тоа општество. Пак ќе кажам, значи на страна државата, општеството ни е уништено и тука навистина има многу повеќе работа отколку што можеме да замислиме. И веројатно многу повеќе отколку што програмите на познатите донатори во земјава го имаат зацртано во своите програми, во своите документи и стратегии. Сметам дека доколку тој моментум се пропушти, дека ние можеме, ризикуваме општеството да ни остане на дното, во калта, а донаторите да бидат оптимисти и да кажат еве нешто се смени и да го тапкаат по рамо македонското општество додека тоа е навистина до колена во сериозни невољи. Она што тука би завршил во делот на траумите со тоа што би сакал да споделам кога ќе се видам со некого во надворот од земјава каде што патувам, ме прашуваат како е сега во Македонија, знаејќи малку од малку што се случуваше во Македонија во изминатите неколку години. Јас велам, ако ништо друго не се плашиме веќе за собствената, за личната безбедност и за безбедноста на нашите најдраги и најмили и најблиски. Или барем не премногу, бидејќи заканите се уште таму. Говорот на омраза е се уште таму. Се разбира драстично, неспоредливо намален, но тој е таму. Тоа што најмногу би загрижувало во овој домен, во доменот на посттрауматскиот период на Македонија е токму бавноста на правдата. Тоа повторно ќе не врати во атарот на државата, меѓутоа не смееме да дозволиме правдата да биде толку бавна. 3 години чекање за правда е премногу време за правда и неказнивоста се уште е еден од главните белези на тоа што ни се случува во овој период. Јас би сакал да, ако е дозволено, да кажам уште неколку мисли апропо другите 3 прашања кои се толку добро формулирани и мене ми дадоа на некој начин план за тоа што би можел да зборувам денеска. И во поглед на тоа кои се можните пристапи за ефективен граѓански ангажман и за суштинско вклучување на граѓанките и граѓаните во креирањето на политиките во земјава, на локален, на национален план, јас би сакал само да предупредам на една состојба која е многу можна, која не велам дека е масовно расширена, но се разбира постојат опасности таа да се случи, а тоа е невладиниот сектор во Македонија се претвори во предворје на власта. Значи тука не зборувам за оние познати интелектуалци, интелектуалки, активистки и активисти кои станаа дел од институциите на владата на различни нивоа, локално, национално и така натаму. Јас имам многу по-позитивен пристап и гледање на тоа отколку од време на време тоа што го гледаме во тие бранови на хистерија на Фејсбук апропо предавството под наводници, под дебели наводници на оние што
се дел од владата сега. Напротив, јас сметам дека тоа е добар квалитет. Меѓутоа, зборувам за еден друг момент во кој голем дел од невладините организации одвоја сериозни човечки ресурси да станат дел од работни групи, советувања и така натаму, кои помагаат на владата, на власта, да ги промени нештата во земјата. Тоа е добро, отворена, транспарентна влада и сето тоа. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека тука треба да бидеме многу предпазливи и да не станеме на некој начин тампон зона меѓу тоа што значи власт и тоа што значи потреби на граѓанките и граѓаните во Република Македонија. Не треба ние да бидеме баферот кој на власта, на поединци или на структури во власта која не е реформирана се уште, администрација, институции и така натаму, да бидеме изговор за тоа како тие не успеваат да направат нешто или како успеваат, или ние да бидеме мултипликаторот на успесите. За тоа постои еден доста добро разработен пиар механизам во владата, веќе добро развиен во изминатава година. Не треба ние да бидеме тој дел. Она што е многу важно, а тоа што беше рак рана на граѓанското општество во Република Македонија и во кој ќе го кажам Република Македонија, многу убаво ми звучи, уште малку ќе можеме да го употребуваме. Имаме една ситуација во која граѓанското општество, организациите на граѓанското општество од секогаш, а и во денешно време, имаат сериозен проблем со конституентите. Тоа ќе не врати кај оние ниски 2,77% доверба во граѓанското општество во Македонија. Ние не работиме, кој ќе кажам ние како цивил, не мислам на цивил, зборувам како граѓанско општество. Граѓанското општество во Македонија не работи доволно и никогаш не е доволно, ако веќе зборуваме за тоа. Никогаш не е доволно работа со конституентите, работа со граѓанките и граѓаните, отвореност кон нивните проблеми, флексибилност на програмите во поглед на она што им се случува и тоа што им треба на граѓанките и граѓаните. И тука би ја заокружил за момент оваа мисла и би сакал само уште 2-3 реченици ја кажам во поглед на другите прашања. Тоа е кои се можните ефективни сојузништва за зголемено влијание врз властите. Само еден мал пример ќе ви дадам. Мислам, ако цивил и оние кои беа во цивил овие изминати не знам колку години, бевме постојано под една силна пресија на власта. Еден добар дел од нас беа тепани, вклучувајќи мене, на протестите од специјални полицајци. Неколку од нас беа уапсени, држани со не знам колку часови и така натаму. Она што го зборуваше Бекова за притисоците, исто тоа го имавме, упади у наша канцеларија и сето тоа. Сега ние можеме да се пофалиме со една ситуација во која цивил склучи меморандум за партнерство и соработка со Министерството за внатрешни работи, поранешно МВР, и е во секојдневна речиси комуникација со неколку други институции многу важни во земјата во насока на заздравување и на излекување на Македонија од таа тешка травма. Ја би сакал за крај, ова што се зборува за прашањето за тоа дали можеме и како можеме да се справиме со растечкиот национализам, ксенофобија, поделеност и говор на омраза. Прво сметам дека национализмот не е растечки во Македонија, напротив, сметам дека национализмот во Македонија доби многу силен, решавачки би рекол, удар на 16 декември 2016 година, кога видовме како етнички заедници гласаа надвор од своите етнички табори. Гласаа за политичка партија која предпоставено не е од нивниот етнички табор. Предпоставувате, говорам за 60-70 илјади албанци кои гласаа за СДСМ на тие избори. Гледаме како еден национализам тежок, систематски, во кој се инвестирале многу пари на граѓанките и граѓаните на земјава, сепак не успеа да ја уништи оваа земја, да ја подели до крај.
Сепак, од друга страна, би сакал да кажам, и тука би завршил, и на некој начин ракавица до вас, сметам дека во граѓанското општество во Македонија не се разви доволно антинационализмот. Не можете да имате изговор дека на Македонија е потребно гордост, еманципација и така натаму, и на сметка на патриотизмот да вклучувате нишки на сериозен, опасен национализам во сектор кој е најповикан да се бори против национализмот. Вие не можете во оваа земја да најдете антинационалисти поголеми од некои што се во власт. Пред се со предимство на премиерот. Треба да се тркаме како граѓанско општество со оние што се во елитите, во тоа како да придонесеме кон развој, промоција и етаблирање на антинационализмот во Македонија, а не да бидеме негови носители како граѓанско општество. Во граѓанското општество во Македонија има многу луѓе, многу поединци кои се латентни, а понекогаш и дури отворени националисти и поддржувачи на дискриминаторски политики. Ова истото се однесува и на други категории на малцинства, не мора да бидат само етнички.